Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 631 издание. А кога големите светски бендови доаѓаат во Европа, најчесто го заобиколуваат Балканот. Некој ќе си рече дека шириме колера, но вистината е дека не сме исплатливи да доаѓа карневалот и да настапува во државава, затоа што мал е бројот на луѓето кои доаѓаат на концертите на бендовите од метал и хардкор панк провиниенцијата, без разлика на тоа што се едни од најзначајните бендови во музичката историја денес, додека пак кафаните се преполни со шундот кој доаѓа од соседството, вршејќи агресија на кич и продавајќи го како норматив или елитизам. Ова емисија постои да војува и го возврати ударот на овие немузички правци, токму со промовирање на музичките вредности кои планираат од сцената. Еден од тие настани за кои ќе посведочиме денес е тематската епизода пред се на Дансе Макабре, која што е врзана за турнејата Only the Heart, која слободно може да ја заобиколи, можеше да ја заобиколи Македонија, но Димитар Савески од Die Hard Records се погрижи да не се случи тоа и ќе ни овозможи на 2.12 во вторник со почеток од 18 часот во станица 26 да ги гледаме Terror, Dead Before Dishonor, Last Hope и Risk It. Така што денес ќе слушаме музика од овие бендови, но исто така претходно ќе слушнеме и разговор кој го направив со Димо за значењето на овој концерт за нас и зошто баш треба и Скопје да биде составен дел од мапата на турнеите на големите бендови кои не само да ги вклучуваат Атина, Софија, Белград и Загреб, туку и да биде Скопје составен дел од нив. Така што ова негова иницијатива дефинитивно е за поздрав тука. А на почетокот на емисијата ги слушнавме токму виновниците кои ќе ја загреат станица 26. Во вторник Terror, Keepers of the Fate, култна песна од истоимениот албум. Потоа ги слушнавме Dead Before Dishonor со една композиција од нивниот нов албум Nowhere Bound, Inherit the Pain. И соработка помеѓу Last Hope и Risk It, односно гостување на Грегор од Risk It во Last Hope за композицијата Stop Crying, која се наоѓа на нивниот последен албум Peacemaker. Така што со други зборови во првиот музички блок ги слушнавме сите бендови кои ќе настапат во вторник. Во продолжение ги слушаме Terror со две композиции од Pain into Power, односно последното нивно студиско издание, две композиции со пред се значајни соработки, од кои првата е со Corpse Grinder, односно вокалот на Cannibal Corpse, кој имавме можност да ги гледаме во МКЦ пред неколку години, Can't Help But Hate, и потоа ќе слушнеме композицијата The Hardest Truth, во која гостува Тод Джонс од сега веќе култниот бенд Niles. Така што останете со Дансе Макабре, дефинитивно ќе слушате квалитетна музика и убав разговор за значењето на хардкор сцената кај нас. Дансе Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност, со борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци, и секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот алгоритам. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечера имаме закажано полноќен танц со смртта по 631 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Денес имаме можност да разговараме со Димитар Савески од Die Hard Records, организаторот на концертот од составен дел од турнејата Only the Heart, која ќе имаме можност да ја доживееме и во нашата ни држава, предводени од Terror, Dead Before Dishonor, со поддршка од Last Hope и Risk It. Димо, фала ти што одвои време, знам дека си прилично зафатен моментално, меѓутоа ќе те искористиме најмногу што можеме. Златко, секој за тебе, пријателе. Фала и тебе што стално одвоиш време и енергија да ги промовираш на себе, да направиш некој интервју, некоја рецензија. Ти си знаеш еден од ретките, на прсти се бројат кај нас, ако не на една рака, така да фала и тебе. Ова е важен настан барем за македонската хардкор сцена, така што не сме да се пропушти.
Терор се враќаат во Скопје по 13 години, претходно беа во МКЦ заедно со Dead Before Dishonor и Take Offense. По што ти остана осеќавање тој концерт, кажи ми на почеток? Тој концерт ми остана осеќавање по тоа што прв пат изгледа сериозни пари. Тоа е лошо? Да, тоа бе, не знам тогаш дали бев уште студент, дали студирав, дали бев без работа, али знам дека долго ги враќав тие пари од тој концерт. Така да, многу не имаме, да ти кажам, спомени од тој концерт. Тогаш не знам, немаше ко сега толку фотографии, толку сториња, толку социјални мрежи, така да некако во мрак ми е. Мислам дека немам ни фотографии од тој концерт. Штета. Така да ќе компензираме. Ќе компензираме сега, се надевам, терор се враќаат на нашите простори. Конечно концерти во Скопје, редно време беше прв пат Дајхард организира нешто во станица. Малку сум така возбуден, а и предпазлив, да видиме како све ќе поминит. Со звук, знаеш, каков ќе вајбов, какви ќе се домакини спрема нас, сепак ова се хардкор концерти, има доста движење, скокање, шутки, такви работи, се надевам ќе бидеме добро фатени и од клубов и од се околу. Така да ми напомена. Што би рекле looking forward, што би рекле американците. Добре. Се надевам ќе наполниме станица. Немат уште многу карти, ако некога го слушат вечерва и немат карта, ги советувам да си земат, пошто останве уште 100 и нешто карти, ако не се лажам во овој момент. Супер. Пошто станица е со помал капацитет, така да, ќе гледаме добро шоу, терор, мислам тие што ја пратат хардкор сцена за терор немат збор, тоа е еден од најлегендарниве и најдолготрајниве бендови на сцена веќе 20-25 години, разбивет сегде по светот, така да плюс интересен пакет. Dead Before Dishonor одамна не сме ги гледали исто во Скопје, нели беа во Охрид тие пред некоја година. Така да ќе видиме, треба да е интересен пакет. Сега овој пат ќе настапат во станица 26, не во МКЦ. Колка е одговорноста кога носиш па светски бенд дека треба да имаат и услови и да звучат на бина како што треба? Да ти кажам голема е брат, пошто станица го добиваме само, па исто и со МКЦ се случуваат последно време, станица го добиваме само како простор. Значи носиме све надворешно, саунд, миксети, цела бинска опрема, све изрентано и ќе биде донесено таму, така да се надевам ќе звучи добро. Пак ќе речам, немаме да сега организираме таму концерт, ама вака подготовки водат добро. Не е баш клубов, самиот клуб френдли, да речеме, за големи пакети кој што е ова и кај што имаме 25 луѓе во автобус. Први немаме автобус каде го паркираме. Немаме соодветен бекстејдж, така да тоа е екстра работа за нас кои организатори. Тоа се викат во индустријава, го викат drop and go, автобусот стигнат, ги остават бендов и опремава, автобусот занали на друго место да паркираат. И ги збираат. Така нема ни туш вењу, нема ни пропер бекстејдж, пак ќе речам. Така да малце ќе експериментираме на лице место, мада што мислам дека сепак ова се хардкор бендови, наша клапа на луѓе, наша крвна група. Тие знаат кај иде, знаат кај свире, знаат што да очекуваат. Немаме овдека рок звезди од таков калибар, така да тие се прилагодат на условија што ние ги поставуваме и се надам ќе помени се окей. Настапувале и на почетокот на кариерата и на драстично полоши услови, така што мислам дека адаптабилни ќе бидат на станица. Да. Јас лично ти кажам, сум ги гледал сви овие бендови кои што свират по подруми, по дупки, последниве години сега тази, така да не е проблем. Така да мислам дека ќе посведочиме едно стварно јако хардкор шоу следен вторник. Сега гледам десетина градови на Балканот на нивната турнеја. Кажи ми поисплатливо име на бендовите што доаѓаат да свират во повеќе држави или па да се сконцентрираат на неколку најголеми градови и таму да соберат што е можно повеќе публика? Видиш, што повеќе градови нормално поисплатливо. Помали дистанци за автобусов, добро, полесно патување, да автоматски
повеќе концерти, повеќе пари нормално. Мада што многу бендови ги избегнаа од малите градови, пошто нема доволно публика. Се концентрираат само Софија, Белград, да речеме, Атина, Букуреш, на повреме. Гледам Терор, свират и Солун, свират и Клуш, на покаво Романија, свират некои такви помали градови. Така да, не знам, претпоставувам дека има некој интерес. Така да, би требало да е добро. Не знам, зависи од бендот, зависи сепак од слободното време на бендот, колку многу сака да посвети време на пат. Так. И сите тие работи. Условно кажано, најмладата крв се кросовер рифаджиите од Дрезден Рискид, кои се на сцена 16 години, кои во 2 минути ја решаваат работата во нивните песни. Кажи ми што може да очекуваме од звукот на овој бенд? Па Рискид не рекол дека се можда најмлад ако гледаш во години, иначе генерацијски тие се приближно колку други бендови, доста долго време се бенд, тие се ликои што долго време биле и по други бендови, доста активни во сценава. Така да јас би ставил и ние во исти кош ветерански како Ласов, како DVD и како Терор, така да Риските доста активен бенд, особено во западноевропските кругови. Не знам дали се сеќаваат луѓе во кај нас сме ги гледале, ако не се лажам, 2017-18 во бифе Фросина. Меморијава ми е малце. Веќе почнам да ги заборавам. Кога се речеме Риски сме ги гледале во Скопје, во Фросина, не знам со кој локален бенд свиреа, дали бе Outlaw, дали бе Short Fuse Hero. Со некој од тие бендови сме ги гледале во Фросина, во МКЦ пред пандемијата некоја година. Така да, Риски разбивам, Риски е супер бенд. Сите бендови, 4 бенда се доста интересни, така да може да така да речеме, ето, сличен пакет, да речеме, сличен тип на хардкор 4 бенда меѓу себе. Јас обично преферирам, колку е пакет, преферирам да има да имат различни жанрови, значи не жанр во смисла друг тип на музика, него знаеш, поинаков тип на хардкор. Да. Али во секој случај, многу интересен пакет, Риски е одличен бенд. Добро, Риски имаат и доста од германската, од баварската треш метал сцена елементи, така што тие ја носат и таа комбинација тук. Да. За Лескоп, мислам дека Bulgar Display of Power нема потреба да ги представуваме, мислам со оглед на тоа што често доаѓаат кај нас, треба да им дадеме и македонски пасоши. Слава 30 години свирење кои имаат со Рискит на Peacemaker, така што докаде се со нов материјал од 2019-та, ништо тазен не сме добиле од нив, ако не се Ласкоп моментално се во студио, снимаат албум. Така да, точно, време за нешто ново. Појкето кај нас ги знаат, свиреле многу пати со Hardware, со Primitive Dread на Востанија. На доста настани кај нас. Реално, еден од најпознатите хардкор бендови од Југоисточна Европа. Многу искуство, многу турнеи. И многу сум среќен што ето ги гледаме нив на ова турнеја по Терор, таму кај што припаѓа, таму кај што и заслужуваат. Така е. Со добиено слот да свират втори, што е исто голем респект. Така е. Така да среќен сум за вас, чекаме сите да слушаме нешто ново. Едноставно момците се неуморни. Ево колку 30 години кој што спомнам, така да. Заслужено. Гледаме интересни ствари. Заслужено скроз, да. Покрај нив момците од Boston Dead Before Dishonor, како што напомена, последен пат беа тука 2023 година, кога со Trendkill го детонира Керол во Охрид. Тие за разлика од останатите бендови доаѓаат со тази испечен одличен 6-ти албум Nowherebound. Колку кај нив влијание има од треш метал, тешки рифови кои што доаѓаат до израз? Колку се отворени за експериментирање? Не би рекол дека има многу треш во DVD.
Искрено не му имам многу време посветено на новиот албум, толку многу музика последно време што не можам да стигнам све да преслушам и да обрнам внимание. Гнасене? Али во секој случај Гнасене слушнав песна 2, Гнасене добро звучи, викам не можам да зборам за целиот албум, али браво и за нив, мислам во секој случај респект за сите овие бендови што 20 до 30 години сите работат, свират цело време, не и мотивацијата е уште тука, пошто сепак сивите луѓе се наша поне плюс 5 до 10 години постари од нас, така да голем респект на цела екипа. Дефинитивно. Чуварите на вербата доаѓаат во станица 26. Терор на Скот Вогел се едни од најценетите бендови на модерната хардкор сцена. Со Pain into Power 25 Hour потврдија зашто има таа титула. Колкав е нивниот придонес во модерната хардкор сцена според тебе? Јас мислам дека нема дете на денешница што слушаат хардкор што не знаат кој се Терор. Реално е еден од најзначајните бендови воопшто за хардкоров. Во генерално зборам, значи. Така. Од 2000-те наваму неизоставен дел од секој хардкор фестивал, од секоја турнеја, цело време активни. Снимање, свирење, турнеја, јас ги немам видено Терор да застанет. Појќе од месец-два, од 2003 навака, значи тоа е страшна посветеност, мотивација, Скот Вогел е 100% луд, значи во позитивна смисла. Јас сум ги гледал Терор многу пати, небројни пати, сега ги гледав пред недела дена. И никогаш не разочарува. Нема. Терор, значи, во секој аспект, атмосфера, саунд, свирење, енергија, значи, во секое можно поле. Јас мислам лично за мене во топ 5 хардкор бендови и Purse of the Fate, топ 5 хардкор албуми на сите времиња. На сите времиња. Ние, значи, не зборувам годинава лани, не знам, на деценијата, значи на сите времиња Purse of the Fate. Не само моје мислење многу други луѓе. Ние штета што, значи, ние ги имавме Терор по излегувањето на Purse of the Fate, значи баш еден месец во излегувањето на албумот ги имавме во Скопје, штета што дојдоа само 100 луѓе тогаш. Мислам, ги имавме и тогаш беа во праймот и од тогаш ли се воопшто паднат и ево Pain into Power, феноменален албум, значи. Најди ми друг хардкор бенд, ево не збориме генерално за друга сцена, не збориме генерално за хардкор сцена, најди друг хардкор бенд што после 10 албуми вади таков добар албум. Не, тешко е тоа да се постигне. Значи страва бенд, одличен бенд. Едва чекам да ги гледаме во Скопје и стварно, значи, сум возбуден и горд сум што го правиме концертов, конечно. И треба да видиш. Значи, лани може да испуштивме шанса да ги гледаме Медбол во истиот стоп на турнејава. Али, пошто немавме можност во тоа што МКЦ со се уште актуелниот директор, што не скам да му го спомнам. Добро. Али... Некогаш ќе ги гледаме, можеби. Ќе ги гледаме, пошто останато ми имам неколку бенда што сакам стварно да ги донесам кај нас да свират. Што сакам, знаеш, исто да ставим Македонија на мапава. Си на листава, ќе ги донесеме сите, знаеш. Супер. Ај ќе ги тргнеме на страна нашите очекувања за нив. Кажи ми што Терор очекуваат од нас? Нема, јас не можам да знам што очекувате, едноставно немаме таква комуникација да разговарам за тоа што би очекувате, едноставно тие идеја го прават тоа што го прават најдобро. Се надевам публикава ќе возрати со иста мера и стварно ќе гледаме едно добро шоу, кој секогаш позитивно шоу, без проблеми, со убава атмосфера, со убав вајб, кој што се сите други дајхар настани. Ево ти знаеш и даш. По настане дека стално било позитивно, стално било без инциденти и проблеми, така да се надам ќе го задржиме тоа, за да можеме утре да ја користиме станица во иднина. Точно. Пошто сепак станица е без разлика каков тип на настани се прават во тоа веќе. И идеално изгледа за хардкор шоу. Баш. Значи мала бина без бариера, публикава и бендов се едно. Точно. Така да се надевам ќе оставиме и ние
ова е еден можда своевиден и апел до луѓето што кога на концерт нормално ќе правиме атмосфера, ќе скокаме, ќе се шуткаме сето, али сето тоа биде во граници на нормалата, да се чуваме едни со други и да оставиме добар впечаток, за да го имаме клубов, да носиме поќебедна во иднина и да оставиме добар впечаток. Точно. Тоа е добро за самата сцена, а и за иднината, како што веќе напомена, дека и утре треба да се свири таму, така? Точно, така е. Колку дозволуваат па сугестии, например, домашни бендови како предгрупи на овие пакети, како што ги напоменуваш, или па не чувствуваше дека кај нас има доволно простор за тоа? Искрено, од нивна страна ни беше речено дека слободно можам да влетнам локален бенд. Добро. Тие се стално отворени да имат локален бенд, стално се отворени и стремни да ја поделят опремава нивна, да свират локална бенд на нивна опрема и сите тие работи. Супер. Али од логистички причини не може да влетнам, пошто концертов е во вторник. Да. Немам време за уште еден бенд, пошто сепак сакам целиот настан да заврши во 11. Имаме луѓе од други градови што сакаат да си одат дома вечерта и да дојдат утре на работа. А врати отвараме во 6, за да ги имаме овие 4 бенда. Не можам да отворам во 5 врати, пошто сепак тоа е до 5 луѓе во се на работа. На работа се, да. Разбираш, нема. Така да временски кратко и решив да останат тие 4 бенда. Јас радо би да ставам бенд, али овој пат ќе останеме само на пакетот. Добро, можеш да ми направиш споредба на хардкор свирките денес и тие пред 10 години? Сметаш дека денес се слуша повеќе или помалку, има смена на генерација, има ли чираци? Каков ти е погледот? Хардкоров, моје мислење, денешно време појак него било кога. Добро. Него моментално има таква преродба, таков ревајвал на хардкор сцена, особено после пандемија навака. Дали е причина социјални мрежи? Добро. Дали е само, не знам, краток бран на популарност, мало што веќе трај 4-5 години хардкоров е моментално многу попопуларен. Така. Него сите тие блек треш метал жанрови шо и да е. Значи моментално хардкор сцената се ветат. Има бендови, да, сега види, кај нас тешко е да се зборите. Ние нашава сцена остало било многу мала. Ние општо како држава се мали и кај нас луѓе ошиде по тие концерти, се меѓу 100 и 300 луѓе, ме разбираш? Така. Сцена е таа, така да кај нас тешко мој да се зборби за некоја силна сцена, гледаш на прсти се бројни и бендови локални. Така да на светски рамки хардкоров е моментално на многу високо ниво, преполни концерти сегде, фестивали на секој ќош. Бендови стотици, веќе со лопати да ги риниш. Хардкор бендови, што е супер. Ево ме гледаме, значи бендови од хардкор сцена ош излезе, неко Трнстал, Наклус, Speed, бендови свират веќе на големи мејнстрим фестивали. Да. И тоа е за поздрав. Значи за поздрав е вративе на фестиваливе се отворија за агресивна музика. Да, што во минатото беше недомисливо. Недомисливо беше да гледаш хардкор бенд на Коачела. Да. Што е и да лудува. Незамисливо. Да, невозможно. Да, или на Speed, или на такви бендови, што феноменално. Ево завчера, претходниот викенд бев на Revolution Calling во Айнховен. Да. Ети јади хардкорни деца од цел свет собрани на едно место. Лудница. Не може да те опишам. Лудница. Мора да го заживееш, што невозможно да се опише. Преако. Ги напомена Трнстайл, работиш на нивната последна турнеја, моментално си во Лисабон, предпоставам дека уште Шпанија и завршува европскиот дел од турнејата, пред да им започне австралијанскиот. Кажи ми, пошто ќе ја памтиш оваа турнеја на Трнстайл? Брат, да, со Трнстайл сум моментално последните 10 години. Така. Тешко е на турнеја, додека си на турнеја да кажеш што ќе ја памтиш. Добро. Пошто толку многу брзо се дешаваат нештава
Јас немам време да седнам да резимирам што се случило денеска. Значи, денес концертот ми заврши вечер на полноик. Влегме во автобус, утре сабајле во 8 се будам во Мадрид. Немам време да размислам што се десило денес, пошто утре се будам и почнам со работа. Така да, не, ова турнеја дефинитивно е за паметење, пошто сиве концерти се прејаки, значи ваква атмосфера. Јас ево работам во индустријава, бидам на стотици турнеи. Вакво нешто, луѓе во постариве генерации викаат дека вакво нешто се случило 90 години со Нирвана и Rage Against the Machine. Тоа ќе ти кажам. Така. Значи, споредбиве се такви. Сите концерти се распродаени, 5 до 10.000 луѓе сегде. Се свират мини арени, страшни концерти, атмосфера, не можам да издвојам, да речеме, повеќе апан, пошто нема лош концерт. Буквално нема лош концерт. Уште денес Лисабон, утре Мадрид, ја завршиме овие месец дена. И терор и восстание измеѓу и се спремаме за Австралија, така да ќе биде долга и активна зима за мене, нема пауза. Имаме Австралија, имаме Јужна Америка после тоа, така да нема запирање циклусот само што започна сутреста. Супер. Ќе се пресметате таму со кенгурите австралијански, нема да им дадете. Ќе се пресметаме. Први да се пресметаме во Скопје со Терор и екипа и Интегрити, после све друго. Кажувај, напомени само уште време, место да им посочиме уште еднаш каде може да набават карти за концертот. Значи концертот е на 2 декември во вторник. Врати отвараме во 6 часот, станица 26 е клубот во Скопје. Карти може да се купат само онлайн на другастрана.мк. Супер. И нормално, ако останат, ако не се распродават, машо советувам луѓето да си купат побрзо, ако останат, ќе има и на врата. За сетото ќе видат благовремено известени, ако ги следите профилите на Дайкарт или мојот профил на Инстаграм или на бендовите, ќе се шеруваат цапница. Можете да купите карта исто преку линковите на Инстаграм. Тоа е нашиот начин на промоција. Така да тоа е тоа. Супер, Дима. За Терор следен вторник, да. Фала ти многу што одвои време и ти посакувам многу успех најпрвин и концертот вечерва во Лисабон со Turnstile и да ни дојдеш во Скопје за да го растуриш станица 26 со Терор. Фала ти многу за... Фала ти, Златко, фала и тебе за времето, фала, се гледаме, поздрав. Чао. Покрај разговорот со Димо од Die Hard Records за организирањето на концертот кој ни предстои нареден вторник во станица 26, сакам да образложам кои се бендовите кои ќе можеме да ги гледаме во живо како своевидна илустрација за музиката која ќе ја слушаме во текот на емисијата од нив. Имавме можност да слушнеме неколку композиции од јас како што и нарекувам најмладите меѓу ветераните, односно Рискит, метализираниот хардкор бенд од Дрезден, Германија. Грегор и неговата дружина на музички соборци се оформени 2009 година и почнуваат со издавање најпрвим во 2011 со 4 песни на плочата Лива Марк како предвесник на првиот албум Who's Fooling Who 2012 година, на кој може да ги слушнеме и кросовер елементите кои се присутни во нивниот звук. Завршуваат работа за 2 минути, директно пукаат во целта со високиот вокал, изнесувајќи ги нивните немири на видеарина. Значи, очекувајте тептонски трзај со хардкор темел и панк непокор и една мелодична интерлуда Спарта имаат во едно продолжение се разбира. Во 2016 година го издаваат Cross to Bear, каде не се дефицитарни ниту на рифови, ниту на брзи ритмови, каде вториот дел Спарта е со повеќе рифови за бенгање и првата цврста германска коска ќе биде фрлена од овој бенд кој имавме можност 2019 да го гледаме во МКЦ заедно со Short Fuse Hero, овој пат со останато засилување кое ќе следи вечерта и се селиме во нашето соседство од каде доаѓаат Last Hope, бенд кој
познаат домашната публика со оглед на тоа што 30 години настапуваат на Балканот, ветерани на хардкор сцената кои издаваат уште од 1995 година, кога се појави нивната демо аудио касета, за во 1999 да го издадат првиот албум One for One, кои секако дека кога се слушаат од денешен аспект се послави продукциски, но сите што се растени во 90-тите знаат колку беше тешко да се дојде до студио за да се сними пристоен звук. Во раните 2000-ти направија неколку доста значајни сплит истанија со великаните како Vendetta, Hitman, 25 to Life, Skinflink. Работите се менуваат во 2003 година, кога го издаваат My Own Way, темелот на кој се надоградува нивната кариера, каде може да се слушне нивниот неприкосновен тврдокорен звук, њујоршки тавка и хардкор свирен од бугарска екипа, а додека сме кај името, секогаш ќе биде впишано во музичката историја дека тие први го искористија панот со кој го насловија концертниот албум Bulgar Display of Power од 2010 година, бенд кој постојано говори за обединување на балканската хардкор заедница пред се. Не сме во 2000-тите да се занемарат и Test of Time, кој го издава 2007, на кој им гостуваат, ако не се лажам, Бери и Мич од Napalm Dead. Најпродуктивни за овој бенд се 10-тите години, најпрвин со одличниот More Than Ever, по кој следува и Chain Reaction и завршуваат во низата на албуми со Peacemaker од 2019 година, со 3 значајни гостувања на овој албум, од кој што едното од нив го слушаме со Грегор од Riskit, како и гостувања од Vendetta и First Blood. И по COVID пандемијата нема студиско издание, но затоа се доста активни концертно и се надеваме дека се има насобрано материјал за да влезат во студио, како што напомена Димо, и да го добиеме нивното ново издание скоро, или барем дел од материјалот да тестираат во вторник пред нас. А во продолжение ќе ги слушнеме Dead Before Dishonor, односно би ги слушнале композиции кои се наоѓаат на албумот Friends Family Forever, True Till Death, и мислам дека овие два албуми ќе бидат во фокус по овој сегмент, од каде ќе слушнеме нивниот непрекорен звук. Од Бугарија се селиме во Бостон, каде музицира Dead Before Dishonor, но колку и да е далеку Бостон, не име прв пат да дојдат во Македонија. Последен пат успеат Димо заедно со момците од Trendkill да ги стави во Керал во Охрид да направат underground свирка, буквално. Тие свират последните 25 години, кои доаѓаат како некакво логично дополнување на претходниот бранд на бендови како Agnostic Front, Sick of It All, Hatebreed и Marauder, односно има тешки и моќни рифови со грув на кој може да бенгате, меѓутоа има и во нивниот хардкор доста гнасни метал делници. True Till Death е првиот нивен долгосвиречки албум издаден 2002 година, вокалот Брайан Херис е единствениот останат во оваа ера на бендот од основачите, каде се гради базата на нивниот звук, рудиментарните елементи се тука, се слуша несопирливата енергија на бендот. 2000-тите можем да кажем дека се најплодните години за нив, издаваат 3 албуми, Friends Family Forever, Count Me In и Better Ways to Die, пред да настане деценија на нивно неиздавање на нов материјал, за камбекот да биде 2019 година со албумот Unfinished Business, за да бидат бендот кој ни доаѓа со најтазе албум всушност од сите, односно со овогодишниот Nowhere Bound, на кој звучат најгневно од се што сме слушнале од нив досега, продукциски најдобро снимени, каде рифовите болат на секое слушање, затоа што бендот заврти круг со Заводениот нож, албум од кој се надевам дека ќе може да слушнеме неколку композиции во живо. Сите бендови се увертира за великаните Терор, кои ќе не удостојат со концерт на нивната источна турнеја. Секој што слушнал дека постои хардкор, музичкиот жанр, пред се налетал на калифорнискиот Терор, кој убива со моќни рифови што од 2002 година, предводени од Скот Вогел и неговата дружина подготвена за битдаун во секој момент кога ќе се качат на бина.
пред 10 години се качија на бината во МКЦ, но наредна недела доаѓа во станица 26, а свиреле со гиганти од сите сцени, значи од Madball до In Flames, од Lamb of God до Trivium, од Sick of It All до Chelsea Green, од Power Trip до Nocturus. Па сега проценете сами каков калибар на бенд доаѓа. По демото 2002 година го издаваат Lowest of the Low, односно тоа е EP издание, иако има 9 композиции, сепак ќе се смета време со неговото време траење како EP, а во 2004 година го издаваат првиот албум One with the Underdogs, на кој нема бегање од нивните звучни удари, каде се подпираат повеќе на брзината од хардкор панк сцената, што значи дека брзиот Трзај е добреден во раната фаза на кариерата, со оглед на тоа што решаваат композиции дури за една минута, набиваат немилосрдно темпо на издавање албум на секои 2 години, што значи дека втор албум им е Always the Hard Way, каде се рафинира звукот за да почнат да играат со големи момци, заминувајќи на во Century Media и издавајќи го The Damned, The Shamed, каде се пее во еден глас нивната агресија. Таму градираат нивните мид-темпо композиции, има и клин гитарски сола на Betrayer, мид-темпо додаток кој овозможува до израз да дојдат нивните пароли врз моќните спори рифови. Ударот на сцената го задаваат, се извинувам, со Keepers of the Fate од 2010 година, на него има место и за гитарски сола, и за брза ритмика, и за спори рифови, и тоа во секоја композиција, на која се крши врат во брейкдауните. По 10-тите издаваат 3 албуми, немилосрдниот Live by the Code, култниот The 25th Hour и убиствениот Total Retaliation. После пандемијата го издаваат Pain into Power од 2022 година, на кој се враќаат на бескомпромисната брзина на првите албуми, каде веќе слушнавме гостување на Corpse Grinder од Cannibal Corpse и Todd од Niles. Секогаш кога доаѓаат во Македонија, музичари кои оставиле длабока и неизбришлива трага во музичката историја, го гледам тоа како носење на пламенот на креацијата од страната на тие што го запалиле и добиваме музички проповед од прва рака, кој дефинитивно не смее да се пропушти. Нареден вторник, започнувајќи од 18 часот во станица 26, а како соодветно завршување на емисијата ги слушаме токму Терор, со тоа што ќе слушнеме композиции од голем број на нивни албуми, секако Always the Hard Way, One with the Underdogs, ќе слушаме и од композиции од Total Retaliation, Keepers of the Fate и The 25th Hour, и да не го заборавиме The Damned, The Shamed. Така што ќе ве прошетам низ севкупната дискографија на Терор, чисто колку да добиете представа дека Терор создаваат квалитетна музика со децении, не се бенд од вчера и бенд кој дефинитивно ќе остане да растура каде и да стапне на која бина и да се појави. Јас сум Златко Ѓерески, го затворам 631-иот гримуар на Дансе Макабре и го враќам по лицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, одете на концертите на големите имиња од метал и хардкор сцената, доколку сакате во иднина да свират кај нас. Чао!